Како почитуван пратеник Стојановски, вие ќе го ослободите судството. Па погледнете го извештајот на Прибе, заробена држава стои во времето на ВМРО ДПМН. Кажете како ќе го ослободите и од кого вие ќе го ослободите судството. Кажете која демократија вие ќе враќате во државата кога државата сега по Freedom House напредува благодарение на оваа влада. Или ќе зборувате и за слобода на медиуми. Според извештајот на Репортери без граници, во ваше време, државата беше 118 место во светот според слободата на медиумите. 118 место. Абе цела држава слушаше како вести редите, бе, која везда била прва, која втора, па се потрошиле вестите, вика, да те туриме, вика, Бојане, у спортски вести, да кажеш нешто за економија, пошто нема место више у економски вести. Кажи дека те ставале у спортски вести да збориш за економија. Тоа да кажеш. У спортски вести да се зборело за економија. Тоа он ќе враќал демократија во државата, во судството и во медиумите. Благодарение на тоа што никој денес не реди вести. Благодарение на тоа што никој не праќа на новинари прашања. Благодарение на тоа што секој новинар може да дојде слободно и да праша што сака на пресконференција, сме 38 во свет. Па споредите со 118. Само во времето на мојата влада 19 места сме напреднати за една година. Па такво напредување ни една држава нема. И да знаете дека ќе бидеме уште подобри, пошто нит јас, нит министрите ни редиме вести, ни бараме кога ќе се попуни соредењето да одат економски теми во спортска редакција. Па место да се збори за спорт, да се збори за постигнувањата на владата, како правеле статуи во центарот на Скопје. Тоа беа вестите порано. И вие тоа добро го знаете. Сега кога зборуваме за енергетската криза. Прво, енергетската криза ја претворивме од криза во можност. И денес може да зборуваме за конкретни резултати. Изминатата година се покажа колку е важно да се има знаење и посветеност во делот на енергетскиот сектор. Пред само 12 месеци глобалната светска економија беше практично пред колапс заради војната во Украина и заради недостатокот на енергенси на европскиот континент. Кај нас струјата, бензинот, парното, храната не беа во недостаток и немаше никакви рестрикции. Тоа е прв заклучок по завршувањето на енергетската криза. Второ, ги заштитивме и компаниите и граѓаните. Трето, го донесовме најголемиот пакет на антикризни мерки за граѓаните, за најранливите категории на граѓани и за одржување на ликвидноста на компаниите во износ од 760 милиони евра, најголем според податоците на Светската банка од сите земји во регионот. И планот даде резултат. Во споредба со претходната година имаме зголемено производство на електрична енергија од 44% во однос на претходниот период. 44% зголемено производство на електрична енергија. Како резултат на тоа, успеавме да обезбедиме ефтина струја за производителите на основни прехранбени производи. Второ, да обезбедиме снабдување на комуналните предпријатија со ефтина електрична енергија, за да нема недостаток на вода. И сега ќе ви кажам друг проблем, пошто вие ги управувате 90% од општините во државата. Добија ефтина струја, ја покачија цената на комуналните услуги. И сега вика нема пари. Знаете зашо нема пари? Ги гледа в буџетите на општините. Тоа го кажуваат и финансиските институции. 2/3 буџет на јавно комунално предпријатие во општина која што вие ја зборувате, која води вашата партија, нема да го кажам името на општината, 2/3 буџет за привремени вработувања. 2/3 буџет. Од целиот буџет, 2/3 за привремени вработувања. И вика нема пари за струја, нема пари за друго, дајте пари пак. Кога 500 евра беше цената на електрична енергија мегават час, цената за нив беше 100 евра мегават час. 5 пати помалку. Ама нема да има пари, бе.
2/3 буџет за привремени вработувања. Па дали е тоа одржливо? 2/3. Погледнете ги проектите во општините што ги водите. 70 милиони евра грант изгубивте у Скопје заради тоа што не сте идели на состаноци. Вие не сте идели на состаноци. Вашиот градоначалникот, не е мој градоначалникот. Вие имате градоначалник во Скопје. Вие славевте пред зградата Белата палата, кога зборувате за корупција во Белата палата, која што уште имотен лист не може да земе, затоа што како ќе го земе кој е по судови. Па прашањето е тоа. Тоа е прашањето. Тоа што е прашањето? Најубавото прашање го поставивте вие. Игравте чочеци, свиревте трубачи, носевте бели капути, сите у нови блузони и на крајот и грантови изгубени и ништо не направено. И вие ми зборувате мене за енергетска криза. Обезбедивме електрична енергија за сите здравствени домови. Знаете ли колку време не беа платени сметките за струја по тие здравствени домови? Се беше покриено што не беше платено. Обезбедивме електрична енергија за сите образовни институции. И на крајот излегува експертов што бил на Алфа, пошто он се разбира и од корона, се разбира и од енергија, се разбира и од изградба на аутопатишта, се разбира и од уставни измени, нема од што не се разбира човекот, инаку мој добар пријател, и вика ќе се зголемела цената на струјата 40, 50, 60%. Така ли беше? Еве има медиуми. Медиумите ги прашувам. ВМРО ДПМН зборуваше во 4-тиот квартал минатата година дека цената на електрична енергија ќе се зголемела за 40, 50 или 60%. И што добивме? Цената на електрична енергија не се зголеми. Не се зголеми. За првиот и за вториот, за првата и за втората група на корисници остана иста. За оние кои што домаќински трошат електрична енергија, се зголеми за оние кои што имаат базени по дома, кои што греат базени во сред зимо, кои што ви се спонзори на партијата, за нив ќе плаќаат поскапа струја затоа зашто имаат. За компаниите на регулираниот пазар, 72.000 компании, цената на електрична енергија се намали за 20%. Погледнете ги сметките. Секој граѓанин на државата добива сметка во која што се гледа субвенцијата од државата. Колку е? Пресметано според калкулациите на регулаторна комисија. И благодарение на тоа зголемено производство и благодарение на инвестициите кои што се направени во обновливи извори на енергија. И ќе ви дам само една споредба. Во целиот ваш мандат, на сите оние економски и енергетски гуруа кои што ги имате во партијата, кои што се разбираат од енергетика, освен да произведат струја, беа инсталирани 18 мегавата обновливи извори на енергија. 18 мегавати. 18 мегавати. Во времето на оваа влада, за една година, се инсталирани и пуштени во мрежа 210 мегавати обновливи извори на електрична енергија. Капацитет поголем од капацитетот на еден блок на рек Битола, доволен да снабди потрошувачка на 10 града во Македонија со просечна потрошувачка на електрична енергија со 76.000 домаќинства. Тоа е справување со енергетската криза. Се она друго се приказни што вие ги раскажувате. Сега одиме на след, па прашањето ви кажав, нема зголемување на цената, има успешно справување. Сега одиме на следното. Градот Скопје, кој што вие го раководите, и ќе ви повторам уште еднаш, вие славевте победа во градот Скопје на градоначалникот, не може сега вие не ни се свиѓа градоначалничката. Како не ви се свиѓа? Сте требале да мислите кога му го лажевте народот дека ќе имал менаџер Скопје, најбољи менаџер у светот. Еве ви го најдобриот менаџер у светот. Вие славевте со најдобриот менаџер во светот. Вие држевте пресконференција. Има снимки од тоа. Трубачи, капути, па дури и на Заев бела чао му ја зедовте да славите. Тоа Миле Левков сигурно ургирал, пошто он од кај него доаѓа. И што добивме? Прв ден доаѓа влада, нема парно во Скопје. Зашто? Зашто нема влада? Зашто нема сега вика владата парно да нашла? Ајде владата парно. Владата го презеде управувањето со парното. Дали се зголеми цената на парното? Не се зголеми. Имаше рестрикции на парно? Немаше рестрикции на парно. Така да почитувам Стојановски, ја вас лично многу го почитувам. Сакам да ви кажам дека кога зборувате, треба да зборувате со факти. А ја што кажав сега се точно фактите.